Професор Гюров, многу корисно ќе биде прецизно за вработените кои што се наоѓаат во конфликтни ситуации да знаат дали треба докре да го изразат својот став и можеби несогласувањето со менаџментот, со менаџерот, или пак треба да се повлечат и едноставно да прифатат дека не се слуша нивниот глас и дека тука завршува приказната. Што ќе советувате? Знаете како, секој си има својата мака. Вработените имаат голема мака. Исто така. Посебно кога се некаде измеѓу. Значи, замислете, ви имате шеф, менаџер, кој што е лав. Вие сакате да кажете нешто. Се што ќе кажете, он го доживува лично и на некаков агресивен начин ве одбива. Ако продолжите да се борите, тој ве смета за деструктивен елемент во организацијата и почнува да ве казнува. И тоа говориме само доколку има различни мислења. Не говориме за некакви екстремни ситуации да не разберат погрешно гледачите. Говориме само за различни мислења. Секој својот став да го изрази. И ако тие се во ситуација да нивниот предпоставен или тој над него нема вештини, навистина е тешко да се справат. Тоа што јас би ги советувала е да направат добра проценка. Да направат добра проценка каков е стилот на луѓето со кои што работат и кои што раководат со нив. И да бидат внимателни и тактични во тоа како ќе настапуваат кон изразување на своето мислење. Не викам да го потиснуваат, да бидат внимателни. Дел од нив тргнуваат, па добро, јас сум добронамерен. Ти си добронамерен, ма животот не е толку едноставен. Забележи дека пред тебе имаш човек кој што не знае да се носи со тоа. Внимателно, полека. И да те разбере. Да, прилагоди го стилот. Јас имам фантастични резултати, баш на последната одлука беше интересно, вработена која што сподели, вика, јас до сега секој сум одела фронтално. И сватив дека кога ќе кажам нешто, мојот шеф го доживува тоа како напад на неговото его. Така јас сакам да докажам дека него не го бива. Што направив? Наместо тоа да го правам на состанок, ние обично пушиме цигара, вика, надвор заедно, пошто и он пуши јас. Јас, наместо пред другите, сугестијата му ја дадов надвор и го прашав за мислење, наместо да му кажам тоа не е добро. Таквиот начин на како јас го кажав беше помогна да тоа биде прифатено без отпор. Едноставно мора да се смислуваат тактики зашто моќта е горе, а ти не можеш против моќта, а ако нема вештини не прифаќа. Треба да се наоѓаат начини како тоа да биде искомуницирано за да биде прифатено и нека не очајуваат. Тоа е добар начин да станат добри менаџери. Тој што ќе научи да функционира со менаџер што не знае да менаџира конфликти, тој ќе биде способен кога ќе биде на негово место да биде многу сензитивен за вработените, да знае како со вработените да работи. Така да и нивната мака со шефовите е учење. Учење како да се прилагоди, како да процени, како да изгради соодветни техники за комуникација. Кога е вистинскиот момент да каже, кога е вистинскиот момент да се повлече, како да го избегне судирот со егото, со емоциите. И така они растат. И така кога ќе пораснат, даде Бог да станат шефови и они се изборат за тоа, ќе бидат квалитетни шефови. Еве ова навистина интересна сугестија до вработените за да знаат како да се постават во вакви ситуации со менаџментот. Каде се казните? Потребни ли се казни кои што едноставно треба да се направат за вработени кои што предизвикале конфликтни ситуации, кои што предизвикале една непријатна атмосфера во компанијата, дошло до расправи, до кавги помеѓу вработените, па тоа се одразило на продуктивноста, ефикасноста во компаниите? Прво би го заменил терминот. Јас не ги нарекувам казни, туку ги викам корективни мерки. Казна е многу грубо. Корективна мерка. Што значи корективна мерка? Направено е нешто што не е во склад со правилата и не придонесува кон развој на компанијата. Те опоменуваме како корективна мерка, не си сватил, ти изрекуваме писмена опомена, ти изрекуваме парична, да речеме, корективна мерка. Дали треба да се користат корективни мерки? Да, корективните мерки треба да се користат согласно на направениот прекршок, но не за искажано различно мислење. И мојот совет е корективната мерка да биде, за да биде појасно што зборам, казната по плата или по некаква финансиска или опомена пред отказ, треба да биде последната мерка. Значи да се преземат сите претходни мерки што можат, за да не во ситуација да го казнуваме, да му изрекуваме корективна мерка. И друг важен момент,
кога се изрекува корективна мерка, многу е важно како тоа се прави. Значи, пред корективната мерка треба да постои корективен разговор, во кој што вработениот мора да прифати одговорност за грешката. Мора да прифати зошто, каде сгрешил. Што ако не прифати? Тука е вештината на менаџерот да работи на тоа. Да го натера да прифати. Да, тука има една цела група Зашто на има и вештини. такви ситуации. Едноставно вработениот не ја прифаќа собствената грешка и не прифаќа одговорност. Вели, јас сум во право. Тука што да направи менаџерот? Има една група на техники која што се вика техника на отворени и затворени прашања, во кој што ние го водиме вработениот, го контролираме разговорот. Значи има една добра изрека, тој што зборува не го контролира разговорот, тој што поставува прашање го контролира разговорот. Ако менаџерот не може да го донесе вработениот до што е правилното, а што направи ти, како тоа, дали тоа е правилно или неправилно, тогаш менаџерот нема доволно комуникацијски вештини. Треба да се обиде да го донесе. Сега пак ќе кажам, менаџерот не може да биде магионичар. Ако другиот од друга страна зазема став, не сум јас грешен и тоа е тоа, менаџерот треба да свати дека од другата страна има човек кој што не сака да слуша, кој што намерно или ненамерно или со интенција не прифаќа, да му изрече мерка. На крајот на денот можеби тој човек не треба да биде дел од твојата организација. Ако тој направил грешка, не сака да прифати грешка, покрај сите твои техники, обиди, пристапи да му илустрираш дека тоа е грешка, он продолжува да си тера по своем, можеби е човек кој што едноставно не му е местото тука, можеби нема доволно комуникацијски вештини, па можеби он треба да оди на обука. Меѓутоа треба да се обидат. Што ако менаџерот идентификува дека постои проблем, дека е направена грешката, но дава шанса? Едноставно вели добро, во ред, грешката е направена. Нема да казнувам, нема да изречам казна или еве корективна мерка. Како тоа влијае на самиот вработен, кој што може би е свесен дека постои грешка и одговорност, и на останатите? Законот за работни односи кажува дека при изрекување на дисциплинска мерка мора да се дадат насоки за коригирање. Дури тоа треба и да го прочитат, некои од нив прават грешки, изрекуваат мерки, не ги прават по законот, после ќе дојдат до отказ, па ги тужат и после работодавците имаат проблеми. Значи законот е јасен. Ако има прекршок, треба да се направи разговор, да му се даде корективната мерка со насоки за коригирање и рокови до кога. Исто и таму има градација. Си има што се изрекува прво, второ, трето, со тоа што не мора да се следи ако грешката е преголема. Ајде малку да веруваме во природата на луѓето. Јас имам искуство кога тоа е направено конструктивно, со почит, без користење на присила, без користење на некакво навредување, притисок, туку со отвореност. Ние многу често доаѓаме во ситуација вработениот сам да признае. Да, тоа е моја грешка. Фала ти што призна. Каде ти е грешката? Што придонесе за таа грешка? На каков начин следен пат може да направиш таа грешка да не се случи? Тоа, таквиот пристап, значи сега тука во суштина се вештините на менаџерот за кратко време да дојде до тоа. Што од друга страна менаџерот нема време, он не е психолог, сега да седиме ние тука да дискутираме цел ден за грешката. Ама они веруваат дека тоа не е возможно, но ако ги усовршат вештините, тие можат за многу кратко време да дојдат во ситуација вработениот да си признае. Една од најдобрите лекции за целата организација е простувањето. Кога ние ќе видиме, значи јас имам пишувани текстови за тоа, два типа на постапување на грешки. Корективна мерка и поука. Ако грешката е направена ненамерно, без разлика што е нанесена штета, вие сте се потрудили да ја завршите работата, ама од незнаење, не од свесна грешка, сте направиле грешка, ама сте се трудиле. Јас ако ве казнам ќе ве уништам. Вие се трудите и сте направиле грешка. Јас треба да ви простам. Јас треба да сватам дека сте сгрешили и да ви дам поука. И да ја сносам последицата на тоа што вие сте направиле грешка, па макар и да е финансиска. Вие ќе ми надокнадите, кај вас ќе проработи совеста. Ќе речете ми прости, свати дека не сум се грешил намерно. И имам должност да му вратам. Тогаш ние создаваме компанија во која што луѓето живеат за компанијата и почнуваат да ве следат како лидер, а не како деспот, од кој што се плашат да го казнат. Тоа е улогата на лидерот. Лидерот учи, менаџерот казнува. Лидерот ги охрабрува, ги мотивира, и тогаш компанијата не се сведува на место каде што јас доаѓам за да заработам пари. Јас доаѓам каде што сум прифатен, подучен, охрабрен, разбран
што ми е дадена шанса да правам нови работи, ако сгрешам, а не сум имал намера, ќе ми биде простено, а ако сгрешам, а сум имал намера, ќе бидам праведно казнен, јас ќе носам одговорност. Тогаш целиот амбиент се менува и тогаш луѓето остануваат во таа компанија, зашто тоа е компанија која што е местото во кое што тие се прифатени. И кога ќе ги понуди некој повисока плата, нема да заминат. Зашто овде добиваат многу повеќе од плата. Еве, ова нека биде навистина една, можеби, мотивирачки разговор, односно ваш став кој што го искажавте, затоа што многу клучно е да се разбере вистинската намера и на менаџментот и на вработените. Токму затоа, професор Ѓуров, еве, ова е многу сериозна тема, можеме многу да зборуваме, но во рамките на емисијата Профит, еве тука некаде да го заокружиме нашиот разговор во ова издание на емисијата, токму затоа и вашата порака и до менаџерите и до вработените некако за крајот, што е најважно и најклучно да се разбере? Најважно и најклучно и за менаџерите и за вработените да имат позитивен став кон различното мислење, да се свесни дека само различното мислење ќе донесе прогрес. Дури не само за менаџерите и за вработените, за целокупното македонско општество кое што живее во латентен конфликт на политичко, етничко, на секој ниво. Значи дека различностите ќе не направат подобри. Значи тоа да го запамтиме. Некој ако има различно мислење, тоа е богатство, тоа е можност да станеме подобри. И втората работа, ако освестат дека немаат вештини, дека не знаат како, тоа не значи дека не може, туку само дека тие не знаат како. И да се фокусираат да се научат. Јас има и други кои што го работат, организираме обуки за тоа, кои што се многу успешни, кои што даваат одлични резултати. Нека истражат на пазарот, нека се вклучат на курсеви, нека научат. И резултатите се навистина брзи, видливи и ќе направат целосна трансформација и во компаниите, и во семејствата, и во општествено, ние ќе станеме едно општество кое што ќе напредува, наместо да стои, стагнира и ја троши енергијата во залудни борби. Професор Ѓуров, јас ви благодарам што ја изложивте вашата стручност во ова издание на емисијата Профит. Се надевам дека навистина продлабочено анализирајќи дадовме клучни информации и поентиравме што треба да се знае кога ќе се појави конфликтна состојба со единствена цел да може да работат многу подобро компаниите, вработените да бидат многу поефикасни, продуктивни, што е клучно, како што и сами рековте, за успешни компании. Ви благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата Профит. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за темата, се надевам дека ќе биде корисно.